Добре, криптоентузијасти, почнуваме со видеото за апдейт на портфолио на ваше парање нормално, значи со енормна количина на гласови, очигледно со ниту еден против. Значи од денес недела, 17 ноември, почнуваме во наредните 3 дена да го обработуваме нашето портфолио, каде што нормално ќе застапиме целосен преглед на тоа што поседуваме во портфолиото во процентуална вредност, кои се причините поради кои што го поседуваме, како и генерално главните вести и случувања за секој од овие проекти. Тоа што ќе работиме 6 проекти во секој од овие видеа. Уште еднаш ќе напомнам сега дали ќе биде недела, понеделник, вторник, останува да видиме во однос тоа колку време ќе имам, но во секој случај во наредните 3 видеа дефинитивно ќе добиете, како што ќе напоменавме, целосен апдейт на нашето портфолио каде што ќе разговараме за сите наши коини, така речено оние први 18 коини кои што се и најголеми во нашето портфолио, со цел да имате целосна представа што поседуваме, во која количина и зошто. Пред да почнеме со ова нормално, само би сакал уште еднаш да напоменам дека го објавивме постот за Black Friday. Значи во утрешните часови ќе добиете и соодветно видео, затоа што на 18 ноември, тоа е практично понеделник, почнуваме со оваа наша мала акција Black Friday, со која што се обидуваме нормално да ја доставиме нашата едукација до што повеќе македонци и да направиме да биде што по возможно, односно финансиски дозволиво за што повеќе македонци да станат дел од нашата Patreon заедница. Идејата е да направиме една професионална заедница која што ќе работи заедно во надградба на вашите способности како инвеститори и нормално во меѓусебно разменување на информации и едукација. Така да, исто така имаме и, како што веќе кажавме, изненадување, поклон за секој од нашите постоечки членови на заедницата Криптогемиџија. Во секој случај, значи, многу лесно може да го најдете овој пост, каде што во детали објаснуваме што и како ќе се одвива во однос на оваа недела, а нормално тоа ќе биде обработено во соодветно видео кое што ќе го добиете во утринските часови на 18 ноември понеделник, кога и почнува оваа акција Black Friday на нашиот канал. Сега, прво нормално мораме да погледнеме што се случува на нашето портфолио, а соодветно на тоа и нели да така речено прво објасниме што се случувало до сега со нашето портфолио по однос на купувањата за оние кои се потенцијално нови, а и да видиме еден краток сегмент во кој што ќе испоредиме портфолиото во ова е од октомври, значи тоест ова е најновото од ноември, а ова е од октомври. Така да видиме како прилика изгледале валутите и количините по категорија во тој период и како изгледаат денес. Сега пред да го направиме тоа, само би сакал на кратко затоа што овдека се ставени сите купувања на нашето портфолио. Значи како што може да видите, првиот сегмент од нашето портфолио овдека ни дава така речено целосна слика за тоа какви категории имаме во портфолиото и во однос на која категорија колку голема застапеност имаме во самото портфолио. Значи може да видите во однос на процентуалност и тип на категорија. Потоа ги имаме на второ место значи ова се сите трансакции кои што ги имаме направено уште од почетокот на постоење на самиот канал, значи од април 2022 година, каде што ние за почеток сме почнале да купуваме во јуни 2022 година со огромни количини купување. Зборуваме нели од стейблкоините кои што сме ги имале од претходниот bull market, со потоа нормално дополнително ова е надвор од основниот влог кој што сме го имале од претходниот bull market, сме додавале дополнителни суми во нашето портфолио. Сега пред да продолжиме во споредба на да речам во споредба на тоа како ни изгледа портфолиото во последните 2 месеци, би сакал прво да погледнете и сами. Значи овдека имаме тоа е најбитниот дел, затоа јас велувам дека едноставно мора да разбереме од каде се тоа потекнува, затоа што многу од луѓето кои што гледаат нашиот канал се доста нови. Така да, ако погледнете на самата табела, значи може да видите во тој период, на овој ден, 18 јуни 2022 година, на нашиот канал има соодветно видео во кое што ние точно кажуваме оваа алокација од 25% во кои ние правиме. Со тоа што ова е тој стратешки DC за кој што ние постојано зборуваме, ако направиме значи проширување на тоа каде се наоѓал да речем во тој момент циклусот на биткоин, можеме да видиме дека најголемите алоцирање на нашиот канал сме ги направиле на апсолутното дно. Така, значи тоа ви кажува колку професионално ние ова го правиме. Значи ова не е за пофалба, јас не ви го кажам ова за вие да кажете леле гемиџијата купувал кога не, напротив. Јас го пробав ова за себе си првенствено. Така, само ви покажувам дека на вистина тоа што го правиме очигледно има ефект со оглед на фактот дека значи од средината на 2022 година па негде до средината на 2023 година ние сме направили стратешки позиции со кои што сме го алоцирале целото наше портфолио, како што може да видите, тоа е овде. Значи во овој сегмент ние сме го алоцирале целото наше портфолио.
Се останато што гледате овдека е само дополнителна алокација со, да речем, помали проценти, како што може видите и сами. Значи сите останати се буквално од 4 до 1% горе-доле прилика, алокации кои што постојано ги правиме за зголемување на нашето портфолио, кои што практично највеќе ни служат за да речем штимање, така речено би било, или едноставно го прилагодуваме на портфолиото на она што моментално се случува на пазарот. Значи некогаш гледаме дека некои проекти стануваат многу подобри. Пример, ние дополнително овде почнавме да алоцираме, например, во рендер, во нормално Ondo Finance, во ICP, така. Значи тоа се нови проекти кои што видовме дека имаат многу голем потенцијал и дополнително алоциравме во нив не на најниската цена, но како почна да се движи нагоре бул маркетот, кога видовме потенцијал, ние алоциравме и во нив. Сега, тоа е она што јас ви го кажувам дека реално ние сме длабоко во профит, затоа што ние алоциравме на најниските можни делови од овој bear market. Со тоа што погледнете, дури и во следниот дел, ние практично најчесто сме чекале да имаме корекција или пак ова е FOMO делот каде што имавме практично Bitcoin spot ETF одобрување, па затоа и во целиот овој дел така речено акумулиравме. И ако погледнеме споредбено со каде се наоѓаат цените моментално на алткоините, ние во целиот овој сегмент сме купувале на многу пониски цени од тоа што каде се наоѓаат сега и каде одат алткоините. Така да, тоа ви кажува дека оваа стратегија која што јас постојано зборувам, која што ние надградивме од стандардниот DCA, стандардниот DCA dollar cost average, практично вие може да видите истата, нормално на нашиот канал, во онаа плейлиста за напреден курс за техничка и фундаментална анализа, во детали објаснуваме која е DCA стратегијата и како ние ја надградивме. Односно, практично надградувањето е следење на пазарот за да се акумулира во најниските можни делови од потенцијални корекции за целиот овој дел каде што прво имаме bear market, а нормално истото ќе го правиме и обратно кога ќе стигнеме до bull market или крајот на bull marketот, кога овие алокации кои што досега сме ги ставале, сега ќе почнеме да ги вадиме. Со тоа што нашето портфолио кој што досега сте го гледале само во практично влез во истото, ќе почнете да гледате излез, каде што наместо да додаваме, ние ќе одземаме проценти кога ќе дојдеме во тој дел од пазарот. Ова е првата работа која што треба да разјасниме сите оние кои се нови, да видат како прилика ни изгледа портфолиото и каде најчесто сме акумулирали. Сега, откако тоа го разјаснивме, значи можеме да видиме дека има драстична промена на нашето портфолио, ова е од октомври, а ова е од ноември и можеме да видиме голема промена во однос на категориите првенствено, а потоа нормално и алокациите во нашите коини. Односно, во новото портфолио можеме да видиме дека одредени категории се многу поинакви во однос на процентуална застапеност за разлика од други. Со тоа што и ќе го представиме нашето портфолио. Значи смарт контракт со прилика се исти, така. Значи ова е по старото, ова е по новото портфолио. Гледаме дека се оприлика околу 30%. Layer 2 5,84 наспроти 8%. Зошто? Затоа што Matic заостанува. Се разбираме, значи Matic односно Pol токенот моментално во нашето портфолио заостанува за разлика од другите. Тоа не го прави помалку вреден, само ви кажувам, гледате колку голема разлика, околу 3% разлика има во новото портфолио, затоа што моментално имаме заостанување на Matic, кој што е голем дел од нашето портфолио. За разлика од Optimism се движи солидно, но тоа се двата коини кои што ги имаме од Layer 2. За жал, едноставно гледаме заостанување, но пак ќе кажам, значи тоа што некој коин заостанува не значи дека нема да дојде. Значи и Solana имаше прв скок во целиот, да речем, крипто свет кога станува збор за алткоини, но гледаме дека Solana моментално заостанува за разлика од другите, така? Затоа и ви велам, значи секој коин ќе си има свој циклус, свој скок. Стейблкоини нормално овдека е Shen, со тоа што гледаме дека оприлика е слична алокација, значи е 0,5% повеќе затоа што почнува да расте. Значи ова не е директно стейблкоин, ова е против коин на Jet коинот, кој што служи за така речено негово стабилизирање во цената. Нормално имаме видео и за Jet и Shen, ако сакате да го погледнете, но како и да е, ова е само стейблкоин на Cardano, кој што е алгоритмички стейблкоин и во кој што јас инвестирам затоа што сум голем инвеститор во Cardano, сум голем, да речем, верувам во овој екосистем, верувам дека ќе има светла иднина, па затоа и инвестирам во проекти кои што се наоѓаат во истиот како Jet и Shen. И потенцијално Jet и Shen ми е коин кој што можеби ќе го користам за излез кога ќе дојдеме на крајот од овој bull market. Digital currencies, како што може видите, тоа се дигитални валути, каде што имаме многу голема разлика од 5%, 13,9 до 18,3. Оприлика 5%, што значи дека XRP, кој што е единствениот кој што го чуваме од оваа дигитална
од оваа категорија на вистина напредува. И тоа што моментално го гледавме, затоа што буквално го правиме после 30% скок кој што го видовме вчера. Значи затоа и гледаме многу голема разлика. XRP моментално е на првото место во нашето портфолио по големина. Internet of Things. Овдека имаме коини кои што се Internet of Things, како IOTA и VET, но исто така имаме и коини кои што се дел од ISO 20022, затоа што се најблиску до Internet of Things. Каде што во овој дел практично ние ги имаме во нашето портфолио, значи во таа категорија. Спаѓаат, како што веќе кажав, значи IOTA, потоа рековме дека спаѓа VeChain нормално, но овдека исто така го чуваме и нашиот Hedera coin и Quant. Значи тоа се два коини кои што се дел од ISO 20022. XDC исто така е дел од ISO 20022 заедно со IOTA, но XDC го чуваме во Real World Asset токенизација, затоа што истиот моментално е целосно, да речем, насочен на таа категорија. Како и да е, значи ова е мешана категорија во која што, како што можеме да видиме, VET има приоритет, значи има најголема застапеност во нашето портфолио. Нормално околу 1% имаат и останатите заедно со HNT, значи VET и HNT се најголеми, HBAR, се извинувам. VET и HBAR, значи VeChain и Hedera се најголем дел од оваа категорија, со мала застапеност, како што кажавме, на IOTA и Quant. DeFi, ова е Uniswap, 2,62%, со тоа што овдека да видиме сега, да, Internet of Things 8,33, сега моментално 6,69. Повторно, само заради тоа што имало категории како Digital Currencies, како што е XRP, кои што многу напредувале, за разлика од тоа, се уште не напредувале толку многу коини како VeChain, например. Значи, HBAR на вистина многу напредуваше, но VeChain не напредува толку, се разбираме. И затоа моментално имаме 2% пат на оваа категорија во нашето портфолио. 2,62% рековме Uniswap, што не е некоја голема разлика. Имаме мал пат затоа што и Uniswap не напредува како останатите, но верувам дека тоа наскоро ќе се поправи. Lending and Borrowing, Alchemy Pay 2,26 моментално е 2,83. Мало подобрување, ова е само еден коин кој што го поседуваме во таа категорија, значи on и off ramp или Lending and Borrowing категорија на DeFi. Потоа ги имаме Artificial Intelligence и децентрализирана физичка инфраструктура, каде што главни токени ни се Render и FET или ASI во иднина, 10,36 наспроти 13,57 пред 2 месеци. Зошто? Render има добар напредок, но за разлика од Render, за жал, FET или ASI моментално имаат некои појма не. Значи, искрено не е нешто страшно за проектот и понатаму напредува, гледаме нови кандидати кои што сакаат да се приклучат на оваа алијанса, но се уште не напредува токенот толку добро или толку брзо како што очекувавме. Но не заборавајте дека овие токени, посебно Artificial Intelligence и децентрализирана физичка инфраструктура, највеќе напредуваат кога имаме напредок и на акциите на компании кои што се работат со AI. Така, како што например кога ќе видиме масивен напредок на Nvidia, веднаш гледаме напредок на сите AI проекти и на сите децентрализирани физички инфраструктура проекти, најчесто овдека станува збор за овие два најголеми, Render и FET. Metaverse 2,7 наспроти пред еден месец 1,63, затоа што ние направивме надградување, докупивме коини во Send. Значи Send е проектот во Metaverse кој што јас навистина верувам дека има светла иднина, затоа што навистина преку два bull маркети Send докажа дека е лидер во оваа категорија и верувам дека тоа и ќе продолжи така. Gaming сега има мала разлика од 0,47 на 0,23. Не заборавајте, ова е само IMX токенот кој што го имаме и тоа ова е буквално од една игра, од каде што добивме, нели, токени за тоа што играв некој NFT испродадов. Значи тоа е Gods Unchained и буквално тоа се на некој начин дел од нашето портфолио гратис пари, да речем. Storage овдека е ICP, иако ICP има многу повеќе нормално utilities, сепак во оваа ситуација ние го користиме како storage затоа што тоа е една од неговите, да речем, корисни страни. 5% моментално, а пред тоа беше 6,43. Да, затоа што другите малку повеќе напредуваат за разлика од ICP, но повторно ќе напоменам, тоа не значи дека ICP нема да напредува. Oracle's Chainlink апсолутен шампион, секогаш ќе биде во нашето портфолио, 6% наспроти 7 претходно, но Chainlink дефинитивно напредува, но повторно едноставно другите проекти напредува повеќе од него. Пак ќе кажам, тоа не значи дека нема да имаме добар bull market. Real World Asset токенизација, каде што ги имаме XDC и Ondo,
5,14 моментално наспроти 2,65 претходно, затоа што ние екстремно акумулиравме ондо токени, знаете зошто, значи станува збор за real world asset токенизација на државни обврзници на Мурика, кај што сум крајно заинтересиран да имам профит од таа сфера и затоа ондо XDC уште претходно го имаме, уште пред да испадне ISO 20022, но ондо дефинитивно, значи го зголемивме нашето портфолио со ондо баш заради оваа причина. Се уште немам спорт коинс, знам Чилис се обидувам да окупам веќе цела сезона, никако да дојде да окупам. Аудио се ова нели музички платформи, Аудио 1,24 моментално е 1. Повторно станува збор за категорија која што е на некој начин Аудио е апсолутен шампион сега за сега, немам ништо посебно кое што може да се мери со него и затоа имам да речем изложување на оваа категорија преку овој токен и interoperability, тоа е категоријата која што треба да дадеме, но не доаѓа време да го направам тоа видео, на листата е, значи станува збор за нова категорија interoperability која е 19-та категорија во нашето портфолио, каде што додадовме 1% во Axel. Значи, тоа е Axelar проектот за кој што направивме соодветно видео, погледнете го, тоа е последниот проект кој што го истражувавме во нашата анализа на коини и токени плейлист. Со тоа што нормално претходно го немаше. Сега, откако веќе видовме како прилика изгледа портфолиото во однос на категории, накратко ќе видиме што случувало во однос на токени. Значи, ова е во октомври, каде што гледаме дека XRP на 14%, 11% Ethereum, 9% Cardano, погледнете која е разлика, 18,4% XRP, 13% Cardano, 10% Ethereum. Значи, XRP и Cardano има масивен outperformance наспроти Ethereum, посебно во овие, да речем, месец и половина, откако последниот пат сме го направиле апдейтот на, значи тогаш направивме само апдейт на оваа листа која што ја представуваме пред вас. Значи пак ќе напоменам, ова верувам дека е голема разлика и верувам дека ова ќе се одрази многу во следниот дел од bull маркетот, затоа што ова е нешто неочекувано. Значи најчесто ова не се случува. Прво е Ethereum, па после се останато, така. Со тоа што гледаме дека имаме некои промени во однос на новиот дел на портфолиото, значи моментално ова е во ноември, новото портфолио, имаме рендер 7%, Chainlink 6%, интернет протокол 5%. Предходно било слично, рендер 8, па 7 Chainlink и интернет протокол 6,4. Гледате, значи не е дека они не растеле, нормално дека растеле, затоа и се уште се на четврто, пето и шесто место во нашето портфолио, но не растеле колку што растеле XRP и Cardano. Затоа и моментално нивниот процент е помал. Потоа проследено сега овдека гледате, има овдека веќе има разлика. Значи во новиот дел ние имаме 4,4% Polkadot, 4,2% Ondo и Matic Polygon или Pol како сакате 3,5%. Предходно овдека сме го имали Artificial Intelligence. Тоа што ви кажував дека Artificial Intelligence не напредува толку колку другите проекти моментално, па потоа бил Polkadot и Polygon. Значи тоа е онаа голема разлика каде што ние направивме памп на Ondo. Нас Ondo ни беше приоритет затоа што Real World Asset токенизација многу расте како категорија и сакаме да имаме солидна изложеност на истата. Artificial Super Intelligence, значи ова е ASI токен од 3,3, предходно како што можеме да видиме бил 5,5. И сега веќе понатаму Optimism, Uniswap и VeChain се следни, а овдека нас ни се Sandbox, Uniswap и Hedera. Hedera порасна многу во нашето портфолио. Реално не сме направиле дополнителна локација, некоја мала имаме купено, но гледајте колку порасна, значи беше помала, сега е 2,5% и достигна дури околу 3, но нели имаше корекција. И ево, прилика понатаму може да видите, значи имаме некоја слична застапеност на Algorand, VeChain, Optimism, Alchemy Pay, со тоа што Optimism овдека бил малку поголем, но пак ќе кажам, гледаме дека Layer 2-ките малку заостануваат. Значи, ета, оприлика истата застапеност, значи дека овие проекти паралелно растеле заедно сите, така. Сега, за почеток, нормално ќе почнеме со најголемиот моментално, а тоа е XRP и неговите 18,37%, со тоа што како ќе го направиме ова? Значи, ќе го направиме на тој начин што нормално прво ќе направиме апдейт, што е токенот и зошто го посетуваме, а потоа ќе разговараме нормално и за неговата техничка анализа што очекуваме во следниот bull маркет. Со тоа што, значи XRP, ја уште од почетокот кажав дека станува збор за крајно голем dark horse. Значи ова е непредвидлив проект, јас навистина многу ризикував со тоа што дадов некои добри на почетокот 10% од да речем нашето портфолио алоцирано во овој проект, гледаме дека моментално порасна на 18. Значи идејата ми е дека навистина овој проект има шанса да направи нешто невидено до сега, затоа што до сега неговата цена беше крајно да речем супресирана
значи буквално под енормен притисок од моменталната влада на Мурика, со тоа што XRP самиот по себе е моментално над $1, нешто што не сме го виделе уште од 2021 година, и за жал единствена работа која што се уште не ми се допаѓа тоа што половина од токените се уште не се пуштени во циркулација, тоа се токени кои што и понатаму се во escrow на Ripple. Но Ripple не ги пушта овие, сам туку ги продава на институции кога им се потребни за liquidity, on-demand liquidity. Така. Сега, пак ќе напоменам, значи главната работа на XRP, Ripple е како дигитална валута да ги поврзува пазарите, односно представува медиум кој што се користи за меѓугранично плаќање. Неговата главна намена е токму тоа, каде што вие како праќач, да речем праќате долари, а некој прима од другата страна фунти, да речеме. Така. Со тоа што XRP представува оној базен на ликвидност каде што вие буквално купувате XRP токени во противредност на овие, да речем, $100 кои што сакате да ги пратите, и ги праќате на другата страна како XRP токени, а другата страна ги претвара веднаш во фунти од истиот овој пул. Се разбираме? Значи вие држите XRP токени само некои 5 секунди. Значи 4 секунди е практично самата трансакција, толку е финалноста на оваа трансакција на овој блокчейн, што значи дека од долари овој капитал се претвара во XRP и се претвара во фунти веднаш на другата страна кај, да речем, оној кој што го прима, без разлика дали се институции или се физички и правни лица, се разбираме. Со тоа што пак ќе напоменам, значи нема побрз и поедноставен начин од користење на овие базени на ликвидност. Сега нормално XRP, односно Ripple, се обидува ова да го прави на институционално ниво. Се разбираме, значи тоа не запира ние да го правиме, но за нас е многу поедноставно тоа да го направиме како физичко лице, многу е потешко кога тоа се прави на институционално ниво. Затоа и XRP, неговиот on-demand liquidity, е толку потребен кога станува збор за институции. Затоа што има целосна доверба дека овој капитал веднаш ќе биде променет во овој голем базен на ликвидност и ќе дојде на другата страна во сосема поинаква валута на примачот. Се разбираме? И затоа е многу лесно да се направи ова наместо регулативите и контролите и се што е потребно за да се направи една стандардна трансакција во денешен ден. Така, значи буквално целата бирократија, целата администрација ја заменува еден децентрализиран liquidity pool на XRP. И затоа е толку моментално напреден, затоа е толку незаменлив. Со тоа што главните работи кои што мора да ги спомнеме, прво е дека главната супресија на цената на XRP понатаму останува да биде судскиот случај против SEC. Сега, судскиот случај против SEC по регуларен начин до сега е практично завршен, со тоа што веќе имаме судска одлука која што јасно класификува дека ниту еден токен XRP не представува хартија од вредност, освен онаа мала количина на токени кои што Ripple ги продава преку соодветен договор на институции. На страна од сето тоа, ниту еден друг токен XRP не представува хартија од вредност. Се разбираме? Сега, за жал, SEC поднесе жалба, значи тоа е тој морон Гери Гангстер. Најдобрата работа која што мораме да напоменеме е дека јас се гледав онаа емисија која што ви ја кажав, која што нели ја спомнав, ќе ја ставам и во ова видео во дескрипција. Станува збор за емисијата помеѓу Џон Дитон и Джереми Хоган и уште еден правен, да речем, експерт кој што јасно кажа дека на страна од тоа што потенцијално би требало уште една година за да се реши овој случај. Тоа не го менува фактот дека во времето на решавање на овој случај the land of the law и понатаму диктира дека XRP не представува хартија од вредност. Тоа е уникатна состојба која што има само XRP и биткоин. Само XRP и биткоин имаат јасна правна рамка во која што се знае дека не представуваат хартија од вредност, со тоа што вика, значи иако можеби потенцијално ќе треба да се чека една година ова да се заврши, фактот дека се очекува Гери Гангстер да си даде оставка или да биде опуштен од Трамп, значи како што они тоа детално го објаснија, затоа ќе оставам видеото во дескрипција, не само за XRP, тоа е најбитниот дел, вели, моментот дека Трамп спрема некој прокрипто да биде дел како нели чеермен на SEC, на Комисијата за хартија од вредност, ќе направи не само XRP, туку и случајот против Coinbase, случајот против MetaMask, случајот против Uniswap, случајот против Binance и така натаму, да бидат веднаш завршени. Вели, дали ќе биде тоа со помирување, односно нели она што не го викаат settlement, дали ќе биде тоа со едноставно ќе се повлечат тужбите, како и да е, вели, значи веднаш ќе престане овој лов на вештерки, со тоа што гледаме дека Гери Гангстер пред 3 дена направи твит со кој што гледаме дека самиот по себе полека се збогува од неговата улога како чермен на Комисијата за хартија од вредност,
Значи нема ни да наргуваме премногу, идејата што е, и овие три експерти го спомнаа истото. Голема е веројатноста дека он сам ќе ја напушти оваа функција, да не чека да биде избркан, затоа што ако сте избркан, ефективно имате многу поголема дамка на вашето досие, како и да кажем CV во оваа ситуација на Гаргамел, но како и да е, значи тоа е одлично за нас, нема избор. Значи заврши приказната, гериатрија Џо заврши, значи како што веќе спомна некој единствен страв моментално е доколку гериатрија Џо поради екс причини одлучи последниве месец и половина да ги предаде на Камилата. Се разбираме, тогаш потенцијално можеби би имале проблем, не сакам да шпекулирам затоа што тоа е само можност, така. Но спротивно на тоа, уште еднаш ќе напоменам, ако Гери Гангстер си даде оставка, значи имаме сосема поинаква ситуација и верувам дека тоа уште толку ќе го забрза процесот на враќање на овие коини, затоа што не заборавајте дека во Coinbase, на пример, случајот се опфатени и Solana, и Cardano, и Algorand, и ICP, и Sandbox, така. Замислете како веднаш овие проекти ќе добијат памп, нормално вклучувајќи во XRP, и да не заборавиме. Значи веќе имавме релистинг на Robinhood, но сега треба да следува и релистинг на Coinbase и на сите останати амерички берзи, што дополнително ќе го забрза моментот на дигање на цената на овие токени, на сите овие токени, нормално вклучувајќи во XRP. Така да, она што сакам да кажам е дека можеби не е толку страшно она што го гледаме со жалбата, голема веројатност дека сето ова наскоро ќе заврши. Не само од моја гледна точка, туку очигледно експерти кои што работат на веќе 3 години го велат истото, кога Гаргамел ќе си замине од оваа дејност. Значи, дали тоа ќе биде сега со негова оставка или ќе биде со негово бркање на почетокот на, тоест на инаугурацијата на Трамп на 26 јануари, останува на него. На нас е битно да славиме и да добиеме профит, затоа што оние кои што имале доволно муда да го купат овој коин на неговото дно, околу таму кога беше 25 центи, сега треба на вистина да уживаат во сето оно што моментално ни следи, така. Да не забораваме дека значи XRP никогаш и Ripple никогаш не запрал со работа, затоа што Гери Гангстер нели му стануе буквално на тужби на вакви проекти. Значи очигледно можеме да видиме дека они буквално во целиот овој период не престанаа да работат. Има, ако почнеме да зборуваме за XRP, ни треба едно посебно видео, но многу пати сме објасниле ово, нема да објаснувам повторно или нема поента. Значи веќе има најава дека наскоро ќе испадне и RLUSD, тоа е Ripple стейблкоинот кој што дополнително треба да биде комплемент на целата оваа инфраструктура негова, значи зборуваме на XRP леџерот и така натаму. Значи тоа е првата најбитна работа, втората најбитна работа која што гледам дека многу луѓе тоа забораваат. Само Ripple поседува приватна платформа за CBDCs, односно дигитални валути на централните банки, на која што веќе големи држави почнуваат своји проекти, меѓу кои, како што можеме да видиме, Палао е многу мала, но веќе е ефективно. Значи Русија, Црна Гора, Уругвај, Хонг Конг, Јапонија, Нов Зеланд, Обединетите арапски емирати, овдека и Колумбија. Од пред некое време идејата која е? Значи Ripple, како што веќе многу пати сум ви пуштил видеа од посебно од човекот кој што е задолжен за платформата на CBDCs, вели се буквално ставени под она disclosure, значи non-disclosure agreement, се разбираме, значи дека они не можат да обелоденуваат со кого и за што работат. Значи на последното интервју со представникот за CBDCs на Ripple, истиот кажа дека работат со повеќе од 20 земји во светот за развивање на CBDC проект. Тоа ви кажува колку е масивна оваа платформа. Замислете дека само замислете си, Русија има своја CBDC платформа на Ripple. Што значи дека било што ќе се купи во Русија, значи некој влегува и си купува шише водка, нели да бидеме малку муриканци, што друго купуваат Русија водка, така. Значи купува шише водка и тоа го правиш ти практично во дигитална рубља на XRP леџерот. Што значи дека и понатаму фито на секоја трансакција ќе биде уплатено во XRP. Се разбираме? Станува збор за милиони трансакции низ целиот свет на ден, на саат, така. Значи само да ви објаснам колку е ова големо. Не мора да биде Русија, нека бидат две од овие 7. Замислете цел еден економски систем се процесира на XRP леџерот. Останува да видиме како се тоа ќе биде интегрирано нормално, да не забораваме дека и ова, ако се сеќавате BRICS-Pay, значи објаснивме колку е големо, објаснивме колку голем потенцијал има. Значи ова е апликација која што ќе работи со CBDC на практично повеќе од 45% од популацијата во светот, сите BRICS членки и сите BRICS партнер членки, каде што гледаме дека голем дел од така речено учесниците, значи сите овие учесници кои што треба да го спроведуваат BRICS-Pay,
значи на нивниот дел, буквално го прават тоа во партнерство со Ripple или имаат партнерство со Ripple. Тоа ние го покажавме, значи погледнете го, непоследниот, тоа беше BRICS апдейт, 2 видеа на назад, значи може да ги најдете во геополитика и крипто, каде што и таму буквално е напишано, го обработивме ова, ги најдовме сите овие компании и покажаме дека навистина имаат партнерство со Ripple, дека ова не е само некој сликиче кој што некој си го направил, туку навистина голем дел учесниците во BRICS Pay се во партнерство со Ripple. Значи многу луѓето го потценуваат Ripple, но наскоро ќе дознаат. Ова се големите субјекти финансиски кои што моментално имаат активно партнерство со Ripple. Замислете кога конечно ќе престане оваа хајка против Ripple во Мурика. Само замислете. Замислете кога овие големи институции и банки ќе можат без никаков проблем да го користат Ripple, откако Ripple конечно ќе добие многу јасна рамка правна во Америка. Значи само замислете си, пак ќе кажам. Знам дека е голем ризик, јас го превземам затоа што гледам кој е потенцијалот на овој проект. И да не забораваме дека Ripple и понатаму представува еден од членовите на Standards Body, или тоа е практично телото кое што ги определува стандардите во ISO 20022, рековме тоа е идниот банкарски систем за комуникација, кој што треба да го наследи SWIFT, каде што Ripple не е само член, не е само компатабилен, туку е и дел од телото кое што ги одредува стандардите, односно кое што така речено понатаму ќе го, да речем, доградува овој стандард ISO 20022, сигурно ништо, нели? И да не забораваме уште една многу битна работа, дека моментот кога ќе добие јасна, да речем, правна рамка, ја верувам дека веднаш после бркањето на Гери Гангстер, многу брзо после тоа, ние ќе видиме и Ripple Spot ETF. Не за џабе, и самиот Бред Гарлинхаус, еден од основоположниците на XRP и на Ripple, кажа дека во 2025 година очекува да имаме веќе активен XRP Spot ETF, со тоа што имаме 3 апликанти, Canary Capital, 21 Shares и... се извинувам. Чеки. Добро, нема битва и се уште, одека е ставен само како потенцијален. 21 Shares, Vanek и Canary Capital се првите апликанти за XRP Spot ETF, значи веќе имаме 3 ефективно. Ако добиеме правна, да речем, правна јасност, верувам дека ќе има и уште многу други. Значи ова е само дел, имаме уште многу да зборуваме за овој проект, но знаете како ако зборуваме и понатаму за XRP, нема да има време за другите проекти. Уште еднаш ќе напоменам, XRP има според мене многу светла иднина, посебно ако конечно се заврши се тоа во Америка. Сега ќе ви кажам уште една многу битна работа за XRP, која што сакам да ја запамтите за секогаш. Значи XRP е баш тој проект кој што докажа дека може да се исели од Америка, да продолжи да работи, да биде успешен и да нема никаков проблем во светот. Само 5% од вкупниот бизнис на XRP остана и на Ripple остана во Америка. 95% од нивниот бизнис беше надвор од Америка. И проектот успеа. И повторно е секогаш бил топ 10. Значи да се разбереме, ни тужби ни ништо не успеава да го извади надвор од топ 10 коини во market cap, се разбираме. Значи тоа ви кажува дека Ripple и XRP секогаш има иднина. Сега, дали и понатаму ќе остане така, за сега гледаме дека навистина она што го покажа е легендарно и се надам дека така и ќе продолжи. Сега, во однос на кратката, нели, техничка анализа која што ви ја ветив на секој од овие коини, погледнете. Значи, ние имавме тоа што вчера ви го објавив, а ние на нашиот канал сме го работеле многу. Значи, станува збор за 8 годишна акумулациона структура, погледнете. Значи, почнала во 2018 јануари, а сега се наоѓаме на крајот на 2024 година, значи повеќе од 8 години, не е ни битно. Идејата е дека конечно оваа 8 годишна структура на акумулација е скршена и моментално имаме придвижување на истата, само да видиме како отприлика тоа би изгледало. Значи, еве отприлика како тоа изгледа. Ова е метата на оваа, да речам, акумулациона шема од 8 години која што ја гледаме. Значи вакво нешто нема ниту еден друг кој, се разбираме. И гледаме дека пробивањето на истата би го ја донело цената, сега ова е само според нели самата шема, самата формација, негде околу $6. Се разбираме. Значи буквално ова што гледаме моментално би ја донело цената на XRP негде околу $6, со тоа што јас овде ќе направам уште нешто, односно ќе поставам FIB од претходниот all-time high до моменталното дно кое што го постигнавме во 2022 година, 2023 година, погледнете. Магија, така. Значи и третата и четвртата мета на овој FIB е токму таму, негде околу $6.
Дали ќе се случи останало да видиме, затоа што не забравяйте дека не е само техничка анализа, треба и сите овие работи кои што ги зборуваме фундаментална анализа да се случат за да можеме да разговараме за ефективно ваков тип на мети. Но добро е да имаме прилика идеја што и каде се движи. Така да, тоа е моменталната ситуација која што гледаме со XRP и уште еднаш ќе напоменам причината поради која што овој коин е толку високо во нашето портфолио. Следниот коин во кој што јас имам голема доверба е Cardano. Значи Cardano, прва и најбитна работа која што ќе ви ја спомнам моментално е фактот дека Cardano во претходниот bull market, кога успеа да достигне цена од $3, имаше само смарт контракт. Се разбираме, че Cardano представува Layer 1 солуција, тоа е програмирачки блокчейн кој што ви дозволува да правите било каков тип на апликации на него. Така. Значи Cardano го донесе својот врв на претходниот bull market од $3 само со смарт контракт компатабилност, толку. И нов Bluetooth јазик кој што тогаш никој не го знаеше. Што значи дека во тој момент многу од нас направија грешка, јас мислев дека тоа е тоа, сега кога има смарт контракт компатабилност, ќе влезат еден куп луѓе, ќе прават апликации, испадна дека нели. Јас не сум знаел доволно за блокчейн, нормално посебно кога самиот Cardano дојде со Bluetooth скрипта која што никој не ја знае. Што значи дека они дури на врвот на претходниот bull market почнаа да тренираат луѓе за практично како ќе изгледа, односно како ќе се развива апликацијата на овој блокчейн. Така. Сега, тоа е на врвот на претходниот bull market. Така. Од тој момент до овој момент, значи последниот Cardano апдейт, тоа е нели он има неделни апдејти на Cardano што се случува. Значи во практично само да видиме точно колку е голем овој проект. Значи од ова е 24 август 2021 година, значи 3 години, така. За 3 години на Cardano, не само што имаме нормално професионалци, девелопери кои што програмираат постојано на Cardano со Bluetooth, туку имаме 1973 проекти кои што моментално активно работат на Cardano. Се разбираме? И сега овде имате колку скрипти, колку native токени и така натаму. Нема да навлегуваме премногу, идејата е дека имаме огромен напредок само во однос на неговиот основен екосистем. Значи ние имаме 2000 проекти додадени во последните 3 години на bear market. Така. Само ви кажувам дека ако успеал Cardano да донесе до $3 само заради тоа што има смарт контракт компатабилност, да прегледнеме што се има сега. И па вие сами одлучете си нели што понатаму. Значи ние тогаш практично бевме на Shelley, верувале или не. Значи Shelley ерата на не, се извинувам, на Goguen, на Goguen не бевме, се извинувам. Shelley и влез во Goguen беше врвот на претходниот bull market, каде што конечно успеавме да ставиме смарт контракт. Така. Scaling, тоа се двата протоколи, Mithril и Hydra, се веќе целосно интегрирани, а сега веќе ние се наоѓаме на последната епоха на Cardano roadmapот на децентрализација и governance. Сега ќе објасниме околу тоа. Значи, само што влеговме во последната епоха во септември со интегрирање на Cheng hardforkот и значи што ова значи? Ова значи дека оние претходни IOHK, Emurgo, самиот Чарлс Хоскинс и понатаму, кои што беа основните, да речам, институции кои што досега го водеа овој проект, целосно ја предаваат својот имот, своите права и нели начинот на кој што го владеат овој проект на заедницата. Значи, за разлика од другите проекти, каде што, например, ако земеме Ethereum и понатаму, Ethereum фондацијата има огромен удел и огромно влијание врз проектот, овдека сите овие големи институции кои што досега приватно имаа удел и влијание врз проектот, го предаваат тоа на своите, значи во оваа ситуација на својата заедница. Со тоа што, значи, пред да биде направен Cardano уставот, значи сега има веќе устав, имаше огромен број на, погледнете, ова се Cardano Constitutional Workshop, работилници низ целиот свет, каде што учествуваа огромен број на луѓе кои што поседуваат Cardano и помагаа во креирање на нивниот на нашиот така речено устав, затоа што јас сум дел од оние кои што поседуваат Cardano и откако ова беше завршено, ефективно, значи моментално има донесено устав. Ваквиот устав практично дава јасно кои и какви улоги ќе има во самата Cardano заедница, со тоа што моментално овој устав утврди и привремени
значи органи, тоа се interim elections имаше, значи тоа беа привремени, погледнете, значи ова е практично во јуни 2024 година се одржуваа избори на кои што се определија неколку членови кои што ќе бидат дел од двата главни да речам органи на Cardano, кои што практично треба да го водат овој проект додека не се воспостават нормални избори и да се бира практично на, ако не се лажам, 6-месечен период, практично водство кое што ќе го води самиот Cardano проект, каде што имаме Constitutional Committee и Delegated Representatives. Значи тоа се двата различни органи кои што ќе бидат едноставно против тежа еден на друг во одлучувањето за тоа на кој начин и на каков во кој правец ќе се движи овој проект, со тоа што да не забораваме дека и stake pool операторите имаат удел во сето ова. Значи ова се, сега да не налогуваме нели по ред кој што и како треба да прави, идејата е дека за разлика од другите проекти, само Cardano има стигнато до овој степен на децентрализација на освен биткоин нормално. Значи Cardano целосно, зборуваме неговите претходни водачи и фондација, ја предаде својата контрола врз заедницата. Значи со тоа што ние ефективно имаме устав на Cardano и негови органи, ние ефективно сме децентрализирана организација која што никој ништо не и може. Се разбираме? На глобално ниво. Со тоа што покрај фактот дека нели веќе ефективно се случува неговата децентрализација, која што луѓето не веруваат дека ќе се случи, исто така сега да не забораваме дека од претходната ера, која што не можеме да забораваме, тоа е башо, односно скейлинг ерата или неговото така речено зголемување. Значи прво Hydra е имплементирана, што е посебен тип на технологија. Аз за Hydra и за Mithril имам посебни видеа кои што ви препорачам да ги видите во нашата плейлиста на анализа на коини и токени, каде што Hydra представува солуција која што моментално на секоја апликација на Cardano и дава 1000 трансакции во секунда. Тоа е основната брзина на Cardano екосистемот, каде што секоја апликација има така речено своја глава на Hydra, која што и дава 1000 трансакции во секунда и на тој начин практично енормно и постојано ја зголемува брзината на Cardano екосистемот. И Mithril, кој што има за цел практично да ја скрати процедурата на одобрување, затоа што знаете сами дека секој нод треба да го одобри практично секоја трансакција. Дополнително Mithril воведува и посебна технологија на snapshots, каде што немате потреба како нод да го имате целиот Cardano, значи блокчейн, зборуваме нели целата книга на трансакции 152 гигабајти, туку буквално преку овие посебни типови на snapshot на Mithril вие ефективно значи имате доверба во последната состојба во која што се наоѓа Cardano екосистемот во моментот кога практично влегувате на самиот. Значи ова се користи за многу различни. Значи најбитната работа која што Mithril воведува е консензусот кој што се прави. Значи наместо да се чека овој консензус од сите нодови да биде одобрен, што би го забавил енормно екосистемот, затоа што имаме многу голема количина на пул оператори на Cardano, значи преку оваа технологија многу побрзо се обезбедува консензус на мрежата. И да не забораваме дека покрај фактот дека како проект е енормно напреднат, значи ние зборуваме за Layer 1 кој што е во финална фаза од својот развој, целосно децентрализирани предаден на заедницата, моментално имаме тоа исто така што јас постојано го зборувам и постојано ќе го зборувам, значи иднината на блокчейн не е еден шампион, иднината на блокчейн е интероперабилност, поврзување на проектите, нивни партнерства и заедно учествување на пазарот. Значи Cardano стана дел од алијансата помеѓу Hedera, Algorand и Ripple за Decentralized Recovery на фразата. Тоа е практично овие блокчейни развиваат посебен тип на технологија кој што ќе ви помогне да можете да си ја вратите фразата ако евентуално ја изгубите. Со нели многу пати сме разговарале за ова, се нема да разговараме повеќе. Идејата е буквално да можете оваа фраза како второстепен чекор на заштита да ја поделите на неколку практично кодирани фајлови кои што ќе ги делите на ваши блиски пријатели и фамилија, и доколку ја изгубите оваа фраза, вие ќе можете буквално само да ги земете овие кодирани фајлови, да ги споите и да ја добиете фразата назад. Тоа е идејата на ова партнерство моментално, со тоа што она има и реално партнерство со многу од овие проекти. Cardano и Polkadot стана партнер блокчейни, значи буквално блокчейни кои што се компатибилни едни на други. Да не забораваме дека тоа случува и со многу други проекти, значи само што имавме многу голем апдейт во кој што Cardano ефективно се поврза со биткоин и стана негов ефективен Layer 2. Ќе видиме како се тоа се одвива, но за сега тоа е многу голема вест. Понатаму Cardano значи моментално се
пак ќе речем шпекулирано се очекува дека потенцијално ќе имаме и партнерство со Algorand, се очекува дека ќе имаме и партнерство со Ripple, да не забораваме, тоа беше пред само неколку денови, но идејата е дека се повеќе и повеќе вакви партнерства следуваат, каде што овие големи проекти соработуваат едни со други. Во однос на моменталната ситуација на Cardano, она што јас го очекувам е минимум од ова cup and handle формација која што ја гледаме овде, или пак ова, како сакате, значи било кој од овие две ќе ни даде определена мета, но мислам дека ова е пореална моментално, затоа што е многу поголема. Значи во оваа ситуација, значи ова е дното под прав агол, само да видиме каде прилика би било, овде би било. Само момент. Значи ова cup and handle формација за Cardano, доколку ја земеме во предвид и го преместиме ова надвор, значи од моментот каде што истото направил breakout, гледаме дека потенцијално би се вратил до негде околу 1,5. Тоа е блиску до ова месечно ниво кое што гледаме овде од претходниот all time high, со тоа што ова е најмалку што очекувам да постигне, а нормално ова дека ни е Fibonacci, значи корекцијата која што од претходниот all time high до претходниот локален low ни дава мета која што е негде околу, погледнете и сами, 10 до 12 долари. Значи 10 до 12 долари би било апсолутно најдобар исход за Cardano. Значи не заборавајте, тоа не значи дека ние ќе чекаме цената на Cardano да достигне 10 долари да продадеме. Ќе видиме како се тоа ќе се одвива, ќе видиме како се тоа ќе се движи во овој bull market и нормално според тоа ќе одлучиме. Ако видиме дека има солиден напредок и се движи кон оваа цена, голема веројатност дека ќе чекаме и ќе продаваме многу покасно. Ако видиме дека стагнира одреден проект, не зборувам за Cardano, зборувам генерално. Ако видиме стагнација, тогаш голема веројатност дека или ќе го промениме во друг проект, или пак ќе почнеме да продаваме многу порано ако видиме дека потенцијално претходен all time high е и највисокото нешто што можеме да очекуваме од овој проект. Со тоа што не заборавајте, Cardano ние купувавме на апсолутно најниска цена, негде околу 25 центи. Значи дека ние во Cardano веќе сме солидно во плюс, се разбираме. И затоа ја велам дека од 25 центи да продадете на 3 долари е веќе голема награда. Само да ви кажам зошто го велам тоа. Значи некои од нашите купувања на Cardano беа на 25 центи. И значи ако дојдеме ние практично во оваа ситуација до неговиот претходен all time high, тоа се 10x. 10x ако мене ме прашувате е одличен профит, така да бидеме реални. Сега следниот проект за кој што треба да разговараме е Ethereum. Нормално, ја верувам дека секој треба да има Ethereum, значи знаете како, една работа која што мора да разјасним уште еднаш, посебно за оние кои се нови на нашиот канал, значи јас Ethereum и Bitcoin верувам дека се двата ултимейт проекти кои што моментално постојат. Bitcoin, значи нема што да разговараме, повеќе од јасно зошто. Ethereum сега ќе објасниме зошто. Идејата е дека јас верувам дека истите има многу помал потенцијал за профит моментално поради нивната големина во однос на маркет капитализација. И затоа ние многу повеќе инвестираме нормално. И затоа како попрофитабилни користиме алткоините за да собереме повеќе капитал кој што потоа пак на крајот од денот ќе биде така речено вложен во најголем дел во Bitcoin, Ethereum и да речеме оние масивни проекти кои што буквално ќе ја носат целата инфраструктура на светот во иднина. Следен проект за кој што ќе разговараме, рековме Ethereum. Како што ќе кажав, Ethereum е вториот по големина коин во, да речем, крипто светот, зборуваме на декада намазад. Значи после 2014-15 кога XRP беше втор, значи сега веќе од тогаш па наваму буквално Ethereum е непобедлив моментално. Има 373 милиарди долари маркет кап и ова е уствари еден од проблемите. Кога некој од традиционалните пазари би го прашале, ова е ништо. Значи ова е многу мал маркет кап, се разбираме. Но за разлика од тоа, кога вие ќе погледнете во однос на алткоините кои што ги имам, ова е солиден маркет кап, се разбираме, ова е многу голем солиден маркет кап. Затоа што 300 милиарди во споредба со останатите коини кои што имаат по 1 милиарда, ви покажува колку овој коин не е толку голем. Сега зборуваме нели на алткоинот, така. Друга битна работа која што можеме да забележиме е фактот дека Ethereum е целосно алоциран на пазарот. Целосно, се разбираме. Значи сите Ethereum се моментално на пазарот. Со тоа што не заборавајте, за разлика од другите коини, Ethereum е еден од ретките кои што има дефлација, не инфлација. Значи не го заборавајте тоа. Посебно за коин кој што има волку голем маркет кап. Значи истиот е дефлационен, односно во однос на неговиот механизам, burn механизам кој што го ставија со самиот мердж. Значи ние имаме ситуација во која што моментално наместо да се зголемува, еве да видите како прилика тоа изгледа. Значи еве како ќе изгледаше сега моментално големината на токените, значи наместо 120 ќе имаме 129 милиони Ethereum токени на пазарот, за разлика од тоа како изгледа сега кога имаме burn механизам и кога имаме
Ethereum stake, не proof of work, така. Значи, ова е една многу битна работа која што сакам секогаш да имате во предвид. Станува збор за ситуација во која што имаме поголем брн за разлика од тоа колку се минтаат на годишно ниво. За тоа што минтањето на годишно ниво е фиксно, тоа се 800.000 етериуми на годишно ниво. За разлика од тоа, Ethereum Burn е дел од секоја трансакција која што се наоѓа на Ethereum блокчейн. Што значи, колку повеќе се користи Ethereum блокчейн, толку поголем е брнот, колку е поголем брнот, кој што можеме да имаме овдека, ние сме достигнале и неверојатни 0,4 отприлика проценти дефлација, што значи дека се намалува за 0,4% количината на токени на годишно ниво. Останува да видиме како се тоа ќе се движи, но јас верувам дека кога ќе влеземе во bull market, кога сите ќе бидат енормно заинтересирани за Ethereum и неговото користење, ќе направи повторно да дојдеме до дефлација, каде што дури биткоин има околу 0,78% инфлација моментално, за разлика од тоа само Ethereum има ефективна дефлација. Дополнително, не заборавајте дека и Ethereum Spot ETF постои и моментално значи иако можеби нема 40 милиарди, како што тоа е ситуацијата со BlackRock и Bitcoin, има 1,7 милиарди во Ethereum. Има 755 милиони кога станува збор за Fidelity, 373 кога станува збор за Bitwise и така натаму. Така, идејата која е? Идејата е дека и понатаму, значи имаме акумулација на Ethereum Spot ETF. Верувам дека оваа акумулација ќе се забрза многу повеќе кога конечно институциите ќе дознаат која е, да речем, позитивата на Ethereum. Значи Ethereum како таков има клучна работа која што Bitcoin ја нема. Тоа е смарт контракт компатибилност. Ethereum е програмирачки блокчейн. И затоа, значи, знаете како? Колку и да зборуваме, сега некои ми зборуваат како, не знам, Solana ќе го победил Ethereum заостанувал. Значи, ајде погледнеме некои статистички податоци, па вие сами одлучите дали е тоа така. Значи, покрај тоа што има други Layer 1 кои што се моćни, не велиме не. Значи, Ethereum е првата генерација смарт контракт договори. Се разбираме, смарт контракт пак договори. Блокчейн софтвер, така. Cardano би бил втората, заедно со Algorand во оваа ситуација. Оние како Solana и останатите се веќе трета генерација на смарт контракт компатибилност. Но погледнете овде. Ова е маркет капот на Real World Asset токенизација. Отприлика 70% не е, па така ќе дое. 70%. 70% од се што е токенизирано во светот моментално, а мора да биде токенизирано на блокчейн, а не може да биде токенизирано на биткоин, е направено каде? Е направено на биткоин, на Ethereum, се разбираме. Значи, погледнете колку мали делови се останатите. 70% од се што е токенизирано моментално, а токенизацијата допрва следува. Значи, зашто ја велам дека корисноста на Ethereum допрва ќе следи, кога ќе дојдеме до масивна токенизација на се. И гледаме дека првиот чейн и највеќе користениот чейн е Ethereum. Да, и овде ќе имаме интероперабилност, видовме дека Buidl, кој што е нели на BlackRock, кој што е најголемиот, да речем, масивен фонд за токенизација, е изграден на Ethereum. Но моментално истиот го направија да биде компатибилен со два Layer 2 на Ethereum, Polygon и Optimism и Arbitrum, да, исто така и со Aptos и Avalanche. Што значи дека гледаме веќе голема интероперабилност. Дека се заинтересирани за останатите Layer 2 и Layer кецови, така. Но и понатаму него менува фактот дека најголемиот дел од се што е токенизирано е на Ethereum и ќе продолжи да биде на Ethereum. Најголемиот дел од Total Value Locked, односно колку пари имаме заклучено на пазарот на крипто, е каде? Ајде да погледнеме уште еднаш. 54%, 54,6%, значи на целиот DeFi сектор во крипто е заклучен на Ethereum. Со тоа што ова е интересен дел. Да, но во исто време имаме 3% на Base, 2,6% на Arbitrum и уште многу останати како што се Optimism, Polygon и така натаму, кои што повторно се на Ethereum, се разбираме. Што значи дека не се 54, се многу повеќе затоа што Layer 2 кои што се наоѓаат на Ethereum, како што е на пример пак ќе напоменеме Base, значи кој што исто така е на Ethereum, Arbitrum кој што исто е на Ethereum, и сега ако продолжиме, Polygon на Ethereum, Optimism на Ethereum, Mental на Ethereum, така. Значи дека имаме многу повеќе од овој капитал од оно што иницијално го гледаме овде, затоа што сето тоа ефективно е на Ethereum. 59 милиарди
Значи 59 милиарди само од овој капитал се заклучени на Етериум. 59 милиарди имаме можеби 5 коини кои што има 59 милиарди како маркет кап, а Етериум има 59 милиарди само заклучени на DeFi. Замислете. Да продолжиме понатаму. Во однос на стейблкоини, значи овде ќе имаме едно многу интересно, да речем, многу интересен статистички податок. Погледнете. Како изгледаат сите блокчейни и нивната застапеност на стейблкоини, а како изгледа Етериум? Значи Етериум има повеќе од сите останати блокчейни заедно. Се разбираме? Ето тоа е разликата. Значи се моментално и понатаму е на Етериум. Без разлика дали другите биле подобри, какви биле, шо биле, не е битно. И понатаму гледаме дека поголемиот дел од стейблкоините, DeFi секторот, токенизацијата и понатаму се нога на Етериум. Етериум е тој тешкаш кој што моментално води во се. Дополнително не заборавајте дека Етериум не престана да се надградува. Моментално се ногаме пред Пектра. Тоа е новиот апгрейд кој што очекуваме да биде негде во почетокот на 2025, очигледно. Нема да биде сега сигурно, со тоа што се уште не е ни одлучено точно што ќе биде во овој апдейт, значи ние спомнавме некои работи, но очигледно се уште нивната заедница се одлучува што се ќе биде во овој апдейт, кој што наскоро следи. Сега една битна работа која што јас досега не ја разбирав, сега почнав да разбирам малку повеќе. Значи, знаете дека има неколку стадиуми, тоа се големи, масивни надградби на Ethereum блокчейнот кои што треба да го подигнат на следното ниво. Каде што прв беше мрч кој што ние го следевме, тоа беше нели преносот на Ethereum од Proof of Work во Proof of Stake. Со тоа што јас мислев дека со тоа практично е завршено. И дека едноставно се што треба да се направи во овој стадиум е завршено. Не, сум бил грешка, тоа нели го учиме како се движиме. Ја мислев дека сега се ногаме на Search, па тоа кога ќе заврши ќе почне Search, не, напротив. Значи, овде многу јасно се гледа во нивниот детален апгрейд дека голем дел од надграббите на овој голем дел како Merge, Search, Scourge, Verge и така натаму се практично интегрирани во овие надграбби кои што ги гледаме. Во превод. Само да ви покажам како тоа изгледа. Значи моментално овој дел од надграббите можеме да видиме дека во Merge, например, во однос тоа каков тип на надграбба сме имале, така напредувало сето оно што треба да го има во блокчейнот. Погледнете колку само од последната денку надградба сме напредувале во Merge, така. Но па во Search, во овој да речем дел, кој што има сосема други, да речем Surge, нормално брзината на трансакциите и овдека не испаѓа и нормално шардингот. Гледаме дека денкун надграббата била претежно за надградување на Surge делот од Ethereum. Но гледаме дека и овдека го има денкун. И овдека го има денкун. Така, што значи дека во овие различни стадиуми за различни надградби на секој еден дел од Ethereum, овие надградби кои што следуваат донесуваат по уште еден дел. Се разбираме? Затоа што моментално во Пектра, погледнете, значи Пектра треба да биде дел од Scourge, кој што ако кликнеме овдека ни дава детално што истиот представува и зашто истиот се користи. Со тоа што нема да одиме во детали, идејата е дека со секој од овие надградби, гледате, значи едноставно се постигнува надградба во секој од овие различни цели кои што треба да бидат исполнети за Ethereum да биде се побрз, се по-децентрализиран, се по-стабилен и така натаму. Така да и понатаму гледаме масовно надградување на самиот Ethereum, што покажува дека значи Ethereum не престанал да работи на сопствена надградба, се разбираме. Дополнително, не заборавајте дека од моментот кога стигнавме до надграббата на Proto Danksharding, така, тоа беше во март 2024 година, ние ефективно им дававме голема сила на Layer 2-ките, така. И со ова Proto Danksharding, надграббата и Blobs, тоа ние го имаме објаснето, има видео за Proto Danksharding, може да го најдете исто така во плейлистата за анализа на коини и токени. Буквално Layer 2-ките моментално имаат, погледнете, огромен удел во трансакциите на Ethereum. Чисто за пример. Че ова е само еден ден, 2 септември 2024 година, каде што Layer 2-ките процесирале 33 милиони трансакции во текот на тој ден, а Ethereum процесирал само 1 милион. Се разбираме? Значи тоа ви покажува која е моќта на овој проект, затоа што они понатаму продолжува да постои и оне основата, оне структурата врз кој што се останато изградено. Се разбираме? Овие Layer 2-ки нема да имаат поента да постојат ако не постои Ethereum, ако не постои екосистемот на Ethereum. Така да тоа ви кажува дека ова е джин, кој што само се надградува со дополнителни проекти како Optimism, како Arbitrum, нели, Polygon и така натаму. Значи и понатаму Ethereum е основата. И верувам дека истиот ќе има солидна иднина,
Со тоа што да погледнеме што случува на Ethereum, знаете дека Ethereum најчесто е и оној кој што ни дава до знаење дека сме во така речено altcoin сезона. Сега овдека ние практично можеме да видиме слично на претходните една многу интересна структура, само што ќе го ставиме бело и ќе ставиме вака, каде што повторно што гледаме едно масивно создавање на така речено cup and handle или оваа голема триаголна формација која што гледаме овдека, било кој од нив ќе биде истата структура со така речено истата мета од прав агол, од прилика овде. Прав агол е вака може подобро. Значи ако оваа мета ја ставиме овде, од потенцијално место до каде што би преминал, сега он ни дава многу висока мета од 20.000, но не заборавајте, се тоа зависи од тоа како ќе биде прифатен Ethereum, со оглед на фактот дека се уште не сме виделе масивно напредување на Ethereum Spot ETF, а верувам дека ќе видиме, а дополнително и нормално како ќе се одвива влезот на ритейл секторот. Во секој случај, значи она што јас го очекувам и понатаму е 10.000. Отворено ви кажувам, според мене тоа е конзервативна, да речам, споредба на она што јас го очекувам од овој bull market и на вистина 10.000 за мене ќе биде повеќе од доволно, искрено, со тоа што гледаме дека тоа е само така речено втората мета, негде помеѓу првата и втората мета во овој bull market, значи пак ќе кажам, конзервативни сме, се останато е супер, но јас од претходните 4.000, ако успее да достигне до 10.000, тоа ќе биде супер за мене. И повторно, оставам многу на тоа како ќе се одвива пазарот, затоа што знаеме дека едноставно многу работи може да се сменат во средината на bull маркетот, во однос тоа дали некој проект е поуспешен или помалку успешен, во однос на партнерства. Во оваа ситуација ќе биде многу зависно и од успешноста на самиот Ethereum Spot ETF, така да мораме тоа да го проследиме за да видиме дали оваа мета потенцијално би била повисока или можеби пониска. Но за почеток 10.000 за мене е повеќе од доволно за Ethereum, затоа што тоа ќе биде масивен market cap, каде што од моменталната цена, значи само да видиме точно како тоа би изгледало, неговата цена моментално е 3.000, значи тоа се 3x од прилика од сега параметри, чисто да заклучиме 3x заради статистика, каде што 3x на 370 милиарди би било негде над 1 трилион. 1 трилион би бил одличен напредок на Ethereum во овој bull market, така да тоа се моите очекувања од Ethereum. Следниот коин во нашето портфолио е Render со 7%. Две главни причини поради кои што Render е толку високо во нашето портфолио е фактот дека станува збор за комплетно нова категорија и нов тип на проект кога станува збор за едноставно целата оваа инфраструктура. Зошто го велам ова? Значи ако се погледнеме по односе категории, Artificial Intelligence и децентрализирана физичка инфраструктура се нови проекти. Некои од овие проекти постоја во претходниот bull market, да, но дефинитивно не постоеше категорија како таква. Тоа беше така речено само некои проекти кои што едноставно постојат во таа сфера. Се разбираме? Сега веќе ефективно имаме две засебни категории на вештачка интелигенција и децентрализирана физичка инфраструктура. Во оваа ситуација, во децентрализирана физичка инфраструктура не постои ништо подобро од Render и со поголем потенцијал од Render, од она што го гледам моментално, посебно со оглед на фактот дека гледаме постепено како големи субјекти се заинтересирани за неговиот потенцијал. Зошто е ова толку добро? Затоа што Render го нуди тоа што на централизиран начин го нудат многу големи, да речам, ентитети. Без разлика дали е Google, дали е Microsoft, дали е Nvidia, сите овие имаат централизиран computing unit кој што вие може да го изнајмите за многу скапа цена да ви помогне во рендеринг, се разбираме. Без разлика на каков тип на рендеринг станува збор. Овде га имате многу поинаква ситуација како кога испадна Filecoin и Arweave, кои што беа бум на пазарот, тоа беше во претходниот bull market, кога за прв пат се појави децентрализирана блокчейн меморија. Истата ситуација сега имаме со децентрализиран блокчейн рендеринг. Плаќање за компјутирачка моќ. И затоа што и самиот проект е прв пат на пазарот, значи ова му е прв bull market и очекувам многу од истиот, и реално неговиот market cap од 2,7 е ништо во однос тоа што може да постигне во следниот дел од овој bull market. Втора битна работа е тоа што има 400 од 500 милиони токени веќе пуштено во оптек, значи само 100 милиони токени, тоа е само околу 20% од неговата
количина се уште не се пуштени во циркулација, значи дека нема голем потенцијал за дамп. И знаете како? Значи самата идеја дека било кој може да даде процесирачка моќ и било кој може да поземи процесирачка моќ, значи како прилика тоа изгледа? Ова е децентрализирана мрежа во која што вие, само што не е на Ethereum, се префрлија на Solana, се извинувам. Значи, вие практично, еве ви прост пример, и ова е една од големите најави кои што имаме за овој проект, тоа е најавата за партнерство со Apple. Значи, да речем, вие имате Apple, било кој Apple, затоа што сите се исти, 14, 15, 16, нема никаква разлика, кој сакате. Значи, имате, да речем, процесирачка моќ на самиот телефон од 8 гигабајти, така. Кога вие спиете, вас таа процесирачка моќ не ви е потребна. Значи, телефонот стои на полноќ негде до вас, така. Што значи дека за овие 7, 8, 5 часа колку и да спиете, вие можете вашиот телефон да го прикачите на рендер мрежата преку соодветната апликација и овие 8 гигабајти процесирачка моќ да ја позајмите на било кој во светот. Со тоа што рендер, вашиот телефон го поврзува со било кој тип на клиенти кои што им е потребна процесирачка моќ. Да речеме, вие сте во Македонија, вашиот Apple телефон стои на полноќ, кога уклучувате на, да речеме, оваа апликација на рендер, а од другата страна имате ситуација во која што некој во Нов Зеланд моментално прави некаков тип на видео или игра и потребно му е процесирачка моќ за рендеринг за да направи некоја слика или некој видео да го isпроцесира, така. И сега он што прави? Он се приклучува на истата оваа мрежа и плаќа во рендер токени за процесирачка моќ, да речем, од 200 гигабајти, така. Значи 200 гига RAM процесирачка моќ му е потребна за да го isпроцесира ово видео наместо 24 часа за 2 часа, така. Со тоа што мрежата го користи вашиот телефон и уште еден куп други направи со цел да го собере оваа процесирачка моќ и буквално го процесира овој што и да е слика, видео и така натаму. Откако ќе биде завршено, нормално мрежата ги зема овие токени од луѓето кои што има потребна процесирачката моќ, дел од нив задржува како фи, останатокот го дава на сите оние кои што позајмиле процесирачка моќ од сопствените направи. Многу едноставно. И на тој начин вие имате децентрализирана мрежа каде што и вие можете да донирате, процесирачка моќ. За разлика од тоа кога станува збор за централизирани субјекти како Google, Microsoft и Nvidia, значи оние диктираат цената, се разбираме. И они диктираат многу повисока цена од ваков тип на децентрализирана структура. Со тоа што Apple е крајно заинтересиран за ова, значи Octane, тоа е една од апликациите на рендер, значи тоа е апликацијата преку која што се прави рендеринг, се појави на реклама на Apple. Значи овдека многу пати се спомнува тоа дека едноставно самите нови iPad и така натаму направи доаѓаат со ваков тип на апликации како што е Octane X, која што е матично на рендер, се разбираме. И овдека во видеото во кое што се зборуваше за тоа што може да направи iPad-от на Apple, буквално може да го видите и логото на рендер. Значи ова е буквално една од сликите каде што они го рекламираат својот нов iPad за апликацијата Octane. Што значи дека Apple е крајно заинтересиран, очигледно и веќе соработува со рендер самиот по себе. Нема да биде само Apple, ќе бидат многу, ја верувам дека ќе биде многу, значи различни институции, да се зборувам, корпорации од институционален тип, како што е Nvidia, како што е Google, Microsoft и така натаму, кои што дефинитивно ќе бидат крајно заинтересирани за ваков проект, затоа што истиот има енормна моќ. Значи колку и да се обидуваат и да се трудат Google, Microsoft, Nvidia и така натаму, не може да соберат толку процесирачка моќ колку што може децентрализирана мрежа на глобално ниво да собере, да бидеме јасни. Така да, децентрализираноста е тоа што ги победува овие централизирани ентитети, а да не забораваме дека овдека и цената, така. Значи, како идеја рендер е револуционерен. И затоа сакам да бидам дел од овој проект, со тоа што не заборавајте уште една многу битна работа, секогаш, што беше само како пример, кога имавме конференција на Nvidia, за AI, се сеќавате со нивните нови графички чипови и така натаму, значи имаше енормен скок на сите AI проекти, вклучувајќи го рендер. Зошто е тоа така? Затоа што секогаш кога имаме новитети, без разлика дали е за ChatGPT, дали е за Bard, дали е за било кој проект од овие големи ентитети, сето тоа делува и на цената на рендер, и на цената на AI токените, претходно на FatOcean Agix, сега на ASI. Значи, зошто на рендер? Затоа што процесирачката моќ на рендер најчесто се користи и токму во оваа цел. Односно, процесирачката моќ на рендер се користи за тренирање на AI модели. Се разбираме? И заради тоа,
секогаш кога имаме било каков тип на вести за AI или за Nvidia или овие големи субјекти, најчесто тоа делува директно на цената на рендер. И тоа е уште една работа која што мора да спомнеме со цел да се надгради на побрза мрежа, нели поевтини трансакции и така натаму, рендер мигрираше на Solana. Мислам дека е голема грешка, но истото го направи AT&T, за сега очигледно им функционира сето тоа, но останало да видиме до кога. Тоа е една работа која што мене не ми се допаѓа, но сепак проектот е солиден и е уникатен и затоа и понатаму ќе продолжам да бидам дел од истиот. Повторно станува збор за коин кој што има свој прв bull market. Значи, за жал ова е практично после миграцијата од Ethereum на Solana и затоа имаме нов чарт, значи едноставно нема што многу да се анализира, освен ова стандардна шема на flag формација, значи знаме формација, каде што можеме да видиме дека тоа е практично и едно од нивоата на FIB корекцијата, значи ништо не ни покажува овде, затоа што нема што да анализираме, ова е на неделно ниво, скоро и да нема чарт, но уште ќе напоменам, овие коини кои што имаат волку масивен потенцијал, веќе има 7 милиарди долари, очекувам дека ќе има многу повеќе до крајот на овој bull market, затоа што е нов, затоа што има свој прв bull market, затоа што нема претходни врвови кои што му се пречка, кои што му се нивоа на продажба, врвови на кои што луѓе купувале претходниот bull market, па сега чекаат да продадат, значи ништо од тоа нема и затоа дури првата мета од овој момент каде што се наоѓаме според Fibonacci ни покажува дека цената очекуваме да достигне $40 од нивни моментално $7. Значи тоа е негде 6 до 7 пати од сега па нагоре, се разбираме. Што воопште не е малку, а верувам дека тоа е само почеток. Јас очекувам дека многу ќе достигне овој коин и затоа на овие коини, како што веќе спомнавме во претходниот лайвстрим, прашање од зеницата, значи ќе правиме анализа на тоа каде се наоѓаме со цената во временски аспект, не во технички аспект. Временски во однос на тоа каде се наоѓа самиот циклус на биткоин, ќе ни биде многу поголема водилка за разлика од технички каде се наоѓа чартот на рендер, затоа што едноставно нема што да го споредуваме, така? Тоа е во однос на рендер. Следниот коин за кој што треба да разговараме е Chainlink. Дефинитивно еден од најдобрите коини кои што ги имаме во портфолиото и навистина очекувам премногу од овој коин, искрено. Значи моите очекувања за овој коин се преголеми. Зошто е тоа така? Затоа што самиот по себе има масивен потенцијал во однос тоа што може да направи на овој bull market. Прва и најбитна работа, истиот има $14 од моментален 8,7 милиарди market cap. Претходниот all-time high му е 55. Верувам дека многу лесно ќе го достигне, тоа е некој 3x од сега. Значи тоа нема да биде ништо во однос на тоа што може да го постигне во овој bull market. Зошто го велам тоа? Значи на страна од фактот дека првенствено има уште некои 400 милиони токени кои што треба да бидат алоцирани, тоа воопште не ме плаши мене ако ме прашувате. Значи првата работа, погледнете. Како Oracle, значи е непобеден, значи едноставно е дефиниција, така, погледнете. Значи он не е Oracle само на Ethereum на кој што е матичен, туку погледнете. Он е Oracle на сите најголеми екосистеми во крипто, погледнете. Ethereum, Polygon, Binance, Avalanche, Arbitrum, Solana, кои да се Sonic Labs, Optimism, Harmony, Moonriver, Polkadot, Base, погледнете, и на Bitcoin ефективно, така. Значи во сите овие блокчейни на голем дел од апликациите представува Oracle, што значи дека истиот е на секој блокчейн. Ефективно, тоа е првата работа која што го прави Chainlink уникатен. Не постои ниту еден Oracle кој што дури блиску може да се разговара за неговата потенцијална ефикасност во однос на екосистемот, на целиот крипто екосистем, така. Втората битна работа. Chainlink се стави себе си во ситуација да биде мостот помеѓу традиционалните финансии и се што е блокчейн. Како го направи тоа? Со партнерство со Swift. И тоа не од сега. Значи ова е официјалната страна на Swift, каде што пишува дека Chainlink е проектот кој што го користат за меѓусебна интероперабилност на традиционалните финансии и блокчейн светот. Swift и понатаму представува интеркомуникацијски протокол кој што го користат сите 11.500 финансиски институции во светот со цел нивна комуникација и транспорт на капитал и сега тоа се прави преку Chainlink. Значи Chainlink моментално представува универзалното ткиво кое што ги поврзува првенствено сите блокчейни помеѓу себе
па потоа ги поврзува со сите надворешни институции, без разлика дали се приватни, дали се државни, дали се банки, компании и така натаму. Значи, буквално нема аспект од кој што вас не ви е потребен чейнинг. Со тоа што ова е само основата. А каде е овдека proof of reserve? Тоа е, нели, оној податок кој што буквално на транспарентен начин било која од овие блокчейн институции може да направат live feed на тоа што поседуваат во реално време. Значи, нешто што е уникатна технологија развиена од Chainlink. Identity, значи истиот има моментално уникатна технологија која што може да се користи за развивање на било каков тип на идентитетни дигитални, дали се тоа пасоши, дали се лични карти, дали се дозволи, сето тоа може наједноставно да биде развиено на Chainlink. И сега овде имате уште еден куп различни ствари кои што моментално ги поседува Chainlink, но ништо како CCIP протокол, Cross-Chain Interoperability протокол. Овој протокол го стави Chainlink на мапата. И понатаму можеше да биде најуспешниот Oracle, да остане тука, сепак ќе беше на еден од најуспешните проекти. Во моментот кога го разви ова како протокол, значи ние дојдеме во ситуација во која што буквално Chainlink стана мост на се во светот. Се разбираме? Значи буквално преку него поминува се од блокчейн во реалниот свет и назад. Со тоа што еве само да погледнете колку е реална неговата вредност. Значи не е само дека постои технологија. Знаете како многу пати технологијата постои, но никој не ја користи. Така. Chainlink има технологија која што првенствено Swift почна да ја користи, а потоа и најголемите финансиски магнати во светот, вклучувајќи го JP Morgan, најголемата банка во светот, BNY Mellon, тоа е Bank of New York Mellon, исто така една од најголемите банки во светот, ефективно почнаа да го користат Chainlink, CCIP протокол. Така, да видиме кои се другите. BNP Paribas, тоа е практично една од најголемите банки во светот и најголемата банка во Франција. Citibank, најголемите банки во Америка и нормално најголемите банки во светот. Australian Bank ANZ е банка која што е на цела Австралија и Нов Зеланд, CCIP го користи. Сите овие користат CCIP. И многу други, ова се само едни од најголемите, чисто да видите како прилика изгледа, дека најголемите финансиски институции почнаа да го користат овој Cross-Chain Interoperability протокол. Уште еднаш ќе напоменам, тоа ви покажува колку интероперабилноста по дефиниција е нешто што мораме дебело да го размислиме дали треба да биде во нашето портфолио и да инвестираме во него. Ако мене ме прашувате, тоа е моје мислење, ова не е финансиски совет. Но интероперабилност, мене ако прашувате, е една од категориите на кои што највеќе ќе се фокусираме во иднина, ви кажувам веднаш. Значи да, многу ми се допаѓа и real world asset токенизација, тоа е исто така категорија во која што масивно сме инвестирале. Истото можеме да го кажеме и за вештачка интелигенција и децентрализирана физичка инфраструктура, но дефинитивно ова е уште една категорија во која што многу мораме да инвестираме. Сега ја зборувам лично за себе си и мојот тим. Со тоа што ова се некои од нодовите кои што моментално ги практично имаат големи организации како Vodafone, како T-Mobile, како Coinbase, значи погледнете. Ова се големи играчи кои што моментално имаат нодови на Chainlink, чисто ви покажувам дека станува збор за сериозен играч. По дефиниција, зошто велам дека CCIP е буквално револуционерно нешто во светот? TCP/IP е протоколот кој што дозволи на интернет различни направи да бидат компатабилни едни со други. Така. Сега тоа го надградува CCIP со тоа што не само што се компатабилни и може да трансферирате информации помеѓу овие направи, со CCIP вие може да трансферирате и капитал. Значи тоа е надградбата која што CCIP ја направи над TCP/IP. Се разбираме? Со тоа што ова е револуционерна технологија. И замислете сега, за разлика од оваа технологија, CCIP е технологија која што има компанија, имате во кого да инвестирате, се разбираме. Значи, Chainlink, купувате линк, токени, се разбираме. Значи, за разлика од TCP/IP, која што била технологија, овдека имате реална технологија представена во токени кои што можете да ги поседувате, се разбираме. Така да мене ако прашувате, тоа е огромна вредност, која што барем според мене ќе се покаже многу позитивно на нашето портфолио. Сега во однос тоа каде се наоѓа технички, значи од последната корекција, значи зборуваме на неделно ниво, од последната корекција можеме да видиме дека првата мета е негде околу $80. Значи тоа е пак на некој начин веќе 40% повисоко од претходниот all time high.
На страна од сето тоа, значи ова е само на неделно ниво првата, да речем, мета која што имаме, која што сега ќе ја избришам за да не смета на месечно ниво, која што имаме многу поинакви работи овде, погледнете. Значи на месечно ниво, во однос на претходниот bear market, така, значи во 2022 година, ако поставиме Фибоначи во $55, кај што беше врвот на чејник, можеме да видиме дека последните метени се негде околу $200. Од моменталната цена од 13, тоа е енормен скок. Значи тоа ќе биде одличен скок за чејник. Со тоа што само пробивање на оваа формација, која што е cup and handle овде, ни покажува, значи, дека потенцијално првата мета која што можеме да добиеме на ова пробивање на оваа формација би била, само сме го поставили погрешно, негде околу 100. Значи, оваа формација ако биде пробиена и реализирана, ние ќе добиеме скок на цената негде околу $100. Од овде тоа е некој 8 до 9x. Значи, тоа е одлично за нашето портфолио. Повторно, не можеме никогаш да бидеме 100% сигурни, ова се само проекции кои што ги очекуваме. Не заборавајте, многу од овие коини можеби никогаш нема ни да видат нов all time high. Но се зависи од тоа како ќе се движи во следниот bull market, а ние тоа дебело ќе го следиме, се разбираме. Така и последниот коин за денеска ни е интернет компјутер ICP, односно ICP со 5% во нашето портфолио моментално. Голема застапеност, зошто навистина имам голем потенцијал, значи јас навистина верувам многу во овој проект, она што го видов во проектот е феноменално, уникатна технологија, која што само повеќе расте како што можеме да видиме до сега, значи неговата цена од $10 е минимална што може да достигне очигледно, значи има 4,5 милиарди маркет кап, пак ќе кажам, многу може да порасне, можеме да видиме дека оприлика 90% од токените се веќе пуштени во циркулација, тоа е одлично. Сега, зошто е толку уникатен? Затоа што самиот по себе е нешто до сега невидено на пазарот. Станува збор за технологија со канистри. Ова е канистер на компјутирачка моќ со одредена меморија, кој што е смарт контракт, се разбираме. Значи, вие можете што сакате да правите во овој канистер. Вие можете да направите цел еден блокчейн, значи буквално цел еден блокчейн да сместите во овој еден канистер на ICP. Можете да направите апликација, може да користите само за storage, може да го користите за било што, се разбираме. Значи се што еден компјутер може да биде користен, за тоа може да го користите овој канистер. Со тоа што нормално, самиот ICP си има собствени software development kits, со тоа што гледаме дека има сега тоа е уште една многу позитивна работа. Најчесто блокчейните имаат еден до потенцијално два јазика на кои што вие може да програмирате. Погледнете до сега кои ги има. Значи Motoko Rust кој што е нели матичен за Ethereum претежно. Значи ова се сите јазици кои што моментално може да ги користите за програмирање на ICP. Сега идејата со овие канистри е што знаете како едноставно на вас останува имагинација за што се може да ги користите, се разбираме. Идејата е преку овие канистри ICP да дозволи децентрализирана компјутирачка моќ на било кој за било што. Се разбираме? Значи, вие може еден цел AI модел да ставите овде. Цел еден AI модел да ставите, што веќе го направи самиот ICP. Да изградите мост до друг блокчейн, така. Да направите канистри за трансформација на капитал од еден во друг. Значи, тоа што ви го покажам следно. Едноставно, пак ќе кажам, само имагинацијата ваша е на некој начин ограничувана за тоа каде се тоа може да дојде. Ова се опрлика нодовите кои што гледаме дека се распространети низ целиот свет. Тоа се центри на нодови практично. Нормално самиот е Proof of Stake, со тоа што истиот е и EU MiCA compatible, односно во однос тоа каков тип на регулатива треба да испочитувате за апликацијата и проектот кој што го имате, вие практично го развивате тој проект и таа апликација во оние нодови каде што вие практично сакате да бидете компатибилни, се разбираме. Со тоа што, например, вие ако сакате да имате компатибилна апликација со MiCA, вие треба да развивате на некој од овие нодови канистер, се разбираме. Значи, буквално направено е да може низ целиот свет да бидете компатибилни со соодветната регулатива. Со тоа што, да не забораваме дека ICP е толку привлечен, што имаме и други, да речем, капитални вредности како Bitcoin, Ethereum и Chainlink, кои што моментално се префрлаат на ICP мрежата преку нели посебно овие канистри кои што се направени како мостови за транспорт на капитал. Погледнете, моментално 217 биткоини се ефективно пренесени на
на ICP, каде што се користат како CK биткоини, значи ова се практично трансформирани биткоини кои што се заклучени на биткоин мрежата, а моментално ги користите на ICP. Можеме да видиме дека има и повеќе од 1000 етериуми кои што моментално се трансформирани од етериум на ICP за интерно користење. И еве го и Chainlink канистерот, каде што моментално имаме околу 8000 Chainlink токени кои што се трансформирани во ICP мрежата. Што ви кажувам? Значи, моментално можеме да видиме дека ефективно ICP има барем до овие три големи екосистеми пристап со тоа што може капиталот да биде трансформиран од еден во друг екосистем. Да не забораваме дека моментално има голем напредок во AI моделите кои што се развиваат на интернет компјутер. Значи веќе во неколку наврати ни беше покажано кој е потенцијалот на овие AI модели, затоа што пазете сега разликата е во тоа што најчесто AI моделите се развиваат, но меморијата на AI моделите и понатаму е од централизиран тип. Се разбираме? Овдека вие имате цел еден модел со неговиот код и меморија се ефективно на блокчейн. Значи во еден канистер. И до кој степен се развива, можеме најдобро да видиме директно од самиот креатор на ICP. Значи, овдека зборува за најновата апликација на ICP, каде што, пазете сега, AI моделите кои што ги развиваат на ICP се толку напредни што можат, пак ми беше напоменато, морам да признам, можеби не се ова најнапредни апликации со некој лудила интерфейс, но фактот дека вие имате AI модел во еден канистер кој што може да ви креира било каков тип на апликација по ваши команди, и тоа звучни команди, не писмени, го прави ова на вистина врв на да речем напредок на блокчейн технологија. Значи еве слушајте што има да каже. You instruct AI and then the apps that you want materialize on ICP. So to create an app, you will describe the app that you want to the AI. And the AI will just give you a URL. And you can open the URL in your web browser and there's your app. And you can start using it. And no doubt you'll find things that you want to improve, change. So step 3, you describe to the AI how you want to improve the app. Step 4, you refresh the app's URL that it gave you in the first place and you'll see the changes to your app. You jump back to 3. Keep on going like that. Just tell the AI what you want to change, how you want to improve it. And this will work with applications, enterprise systems, for example, that are running in production, because there are technologies that make it possible for the AI firstly to describe these web applications in a very abstract form and just update them by uploading the code. And there are technological features that prevent data being lost as the AI evolves them. Значи, може да видите до кој степен е развиен овој AI модел. Така, пак ќе напоменам, можеби ова се фундаментални, рудиментални, најосновни апликации. Тоа не го менува фактот дека вие имате вештачка интелигенција во еден канистер кој што следи ваши звучни наредби за креирање на апликација и не само што може да креира, туку може и да ја редефинира, односно ако имате било каков тип на промена, гледате овдека едноставно. Се враќате назад, буквално кажувате што треба да се смени новата апликација, она ви праќа нов линк со нов интерфејс, нова апликација, да речам, надградена како што вие сте барале од самиот модел. Значи тоа ви кажува како само напредува овој проект. Значи овој проект јас мислам дека има енормно голем потенцијал, пак станува збор за Layer 1 смарт контракт, во исто време пак ќе кажам јас го користам како децентрализирана меморија, затоа што за разлика од Filecoin и Arweave кои што само ви даваат меморија, ICP ви дава децентрализирана меморија која што е исто така како компјутер, се разбираме. Значи не само што вие можете да сместите нешто, туку можете и тоа да го користите за програмирање, за ефективно да работи. Браво, брилијантно. Значи ја мислам дека овој проект има многу голем потенцијал. Да, многу од вас ќе кажат, ама знаеш, дамп 3, да. Уште еднаш, неколку пати го кажам, ќе го кажам повторно. Јас не го купив проектот кој беше 3000. Како да ви кажам, тоа е реалноста која што не можеме да смениме. Значи FTX го направи тоа што го направи и сега за тоа е во затвор. Но овој проект достигна неверојатно ниска цена од $3. Јас овој проект го купував на 4, овдека некаде го купував тој проект. Со тоа што јас сум енормно задоволен од овој проект. Јас мислам дека овој проект има огромен потенцијал, затоа што јас овој проект го купував на неговата најниска вредност. И од овде може само да расте.
не може сигурно да се движи надолу, барем според моето мислење нормално. Посебно не во овој bull market, со тоа што од првата корекција која што, да речеме, последната корекција која што ја имаме овде, значи гледаме дека првата мета би била негде околу $60, а ефективно неговата сегашна вредност е негде околу 10. Тоа се 6x само од оваа посебна корекција од март навам. А доколку земеме реална корекција, каде што не би ја земале првата свеќа, нормално станува збор за самата манипулација од страна на FTX, пак ќе кажам, за тоа и човекот е во затвор. Значи, погледнете, од, да речам, ефективно dead cat bounce кој што го добивме во претходниот bull market и неговата цена од 17,7, потенцијална негова мета е буквално ова прво ниво на $200 и $250, кое што би било и, да речем, највисоката цена која што јас би очекувал од овој коин во следниот bull market. Значи, затоа ќе оставиме една мета овде. Значи, дали ќе успее да проби останува да видиме, но мислам дека ова е веќе ствар на адаптација. Дали ќе биде адаптиран, дали ќе има интерес, дали ќе биде користен и така натаму. Така да, пак ќе кажам, дори да успее да достигне оваа мета до ова месечно ниво од околу $40, тоа би било енормно добро за овој проект, тоа се 4x од овој момент, но со оглед на фактот дека има многу мал market cap, значи 4x од моменталните 4, тоест 5 милиарди би го ставиле на 20. Значи 20 милиарди е ништо за ваков проект, да бидеме реални. Затоа и велам дека потенцијално можеме да очекуваме и многу повисока мета, но сакам да бидам конзервативен за старт, а понатаму ќе видиме како овој проект ќе се развива. Уште еднаш, идејата е да го искористиме целиот овој bull market и за земање профит. Земање профит ќе биде многу битна работа за која што дебело ќе разговараме во следниот период. Тоа беше се за денеска, видеото беше доста долго, 1 час и половина, затоа едноставно кога има многу материјал мораме така да работиме, значи 6 коини, затоа ви велам. Значи замислете ако ги направев сите коини во еден ден, прво јас немам толку време, така. Затоа гледате, значи тоа е начинот, нема поинаку, мора да ги стопиме сите овие информации во едно видео и знам дека е некогаш подолго од вообичаено, но ми се допаѓа тоа што конечно оние кои што навистина сакаат да научат се свесни колку вреди овој материјал, па макар и да е 2 часа, значи на крајот од денот јас го правам ова за оние кои што сакаат да научат, оние кои што не сакаат, имате Тесли, имате Мерцедеси по 10 минути видеа, феноменални, верувам дека ќе научите многу, како и да е, значи јас и понатаму продолжувам со исто темпо и во ист начин затоа што гледам дека има интерес од заедницата. Со тоа што пак на сите оние кои се нови на нашиот канал, погледнете го ова прво видео на врвот на самиот канал, кој што ќе ви даде до знаење што и каде може да најдете, затоа што има многу информации кои што верувам дека е тешко да ги најдете во 1300 видеа. Така да ова видео нека ви биде водилка. Сите оние кои што веќе го гледаат нашиот канал и се задоволни од нашата работа, значи најмалку што може да направат е лайк, шер, сабскрајб, комент на нашите содржини за да може оваа содржина да се споделува што може повеќе и повеќе до што повеќе македонци. Значи нашата работа матично е бесплатна и наменета за да едуцираме што повеќе македонци во блокчейн технологија, макроекономија и геополитика. Така да помогнете ни да можеме тоа да го направиме што подобро. Дополнително во секој од нашите видеа имате содржина за тоа што и во кој дел од видеото зборуваме. Потоа овдека е членството на нашата Patreon заедница. Веќе кажаме станува збор за уникатна апликација која што ја користиме за вие да ни помогнете нас финансиски да можеме да го дигнеме каналот на следно ниво, а вие добивате соодветни привилегии како ги добивате овие материјали бесплатно, со тоа што не заборавајте, утре почнува Black Friday и ќе направиме посебно видео кое што ќе биде достапно во понеделник 18 ноември во утринските часови за сите оние кои што сакаат да се приклучат на нашата Patreon заедница, каде што ќе направиме така речено цените кои што се моментално постојани може да ги видите, да бидат крајно понамалени за првиот месец, сите оние кои што сакаат да станат дел од нашата криптогемиџија Patreon заедница и да ги добијат овие привилегии за кои што постојано зборуваме, а нормално ќе добијат и оние кои што веќе се дел од нашата заедница, посебни поклони за кои што ќе погледнете утре во утринските часови во видеото што и како треба да се направи или што и како ќе добиете. Како и да е, да продолжиме понатаму, значи овдека се и купиме кафе апликацијата и блокчейн адресите. Тоа се посебен тип на начин на кој што се обидуваме како заедница да собереме средства кои што понатаму ќе ги донираме на македонски ентитети кои што имаат потреба од ваква помош. Последниот пат тоа го направивме на 2 црковни организации со некои, како беше, отприлика 700 и 800 евра прехранбени продукти. Понатаму ќе го правиме тоа кога ќе собереме доволно средства и на други да речем ентитети кои што тоа им е потребно
И да не забораваме нормално, овдека си нашите социјални мрежи, кои што би ви препорачал да ги следите, има многу информации дополнително надвор од нашите видеа, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Rutube посебно затоа што секое утро објавуваме дел од нашата досегашна материја, посебно плейлистата напреден курс на фундаментална и техничка анализа, каде што сите оние кои што се малку назад со материјата, кои што се нови и сега се приклучиле, ќе можат да ги заследат поред овие видеа и да достигнат, да речем, едукационо ниво како на нашите постари членови на самиот канал. Идејата е да помогнеме на што повеќе македонци да едноставно добијат знаење кој што иначе многу е тешко и скоро невозможно да се добие. И да не забораваме, утре е понеделник, јас само би ве оставил со ова видео за крај, да ве потсетам што се случува секој понеделник, посебно кога веќе сме ефективно во бул маркет. Значи, не бидете ова мајмунче, окей? Пак ќе ви кажам, ова не е финансиски совет, јас не ви кажам што да правите во вашиот живот и вашето портфолио, но не бидете ова мајмунче, бидете паметни како останативе и бидете на време, затоа што пред нас е еден од најдобрите, ако не и најдобриот бул маркет на сите времиња и ќе дадам се од себе македонците тоа максимално да го искористат, а ние да изградиме професионална заедница на македонски, исклучиво македонски инвеститори. Веднаш ви кажувам, значи ни по точка разно, други националности нема да бидат примени во нашата професионална заедница, оваа Patreon заедница. Не ме интересира дали ќе платат или не, ова е за македонци и ништо друго. И оваа заедница сакам понатаму да биде оној професионален корен од кој што ќе изградиме една сосема нова авангардна генерација на гемиџии кои што ќе колат финансиски. Се гледаме во текот на утрешниот ден. Поздрав од Криптогемиџија и останете со здрави.